освен театарот, многу од актерите се занимаваат и со синхронизација. Кој поуспешно, кој понеуспешно. Многу ми е жал за оние актери кои што имаат можност да синхронизираат, а да ги прават синхронизирањата некако површни, бледи и невпечатливи. И многу ве поддржам сите оние актери кои што си го сваќате тоа сериозно и ги правите синхронизирањата да се толку точни, па во некој случај и подобри од оригиналот. Прв пат такво чувство за добро синхронизирање го приметив кај Билјана Беличанец, која синхронизираше Хурем Султан, покојната Билјана, која што мислам дека беше подобра од оригиналната. И од тогаш наваму ве пратам сите што работите синхронизирање да видам докаде сте стигнати и докаде нивото на синхронизирање сте го покачиле и можам за тебе да кажам дека одлична си во тоа поле. Ти благодарам, јас апсолутно како и секоја друга работа и работата синхронизирање ја сваќам многу сериозно и многу одговорно. Тоа е сепак голема одговорност да ти со твојот глас треба да им го доближиш ликот на публиката која те гледа, односно те слуша и те гледа. И тука немаш простор ти нешто специјално да креираш. Не креираш лик, ликот е веќе направен. Меѓутоа ти треба да го доближиш со твојот глас тој лик на публиката. Негативен, позитивен, се едно нема врска. И јас синхронизирам веќе 15 години, тоа воопшто не е мала бројка за години синхронизација и мислам дека доволно се имам искалено и научено како и зошто треба и во кој момент што треба да се случува. Многу ми е драга таа работа. Јас многу сакам и го ценам и го поддржувам синхронизирањето и многу сакам кога синхронизирам, како да ви објаснам, сакам да се занимавам со тоа и многу сериозно го сваќам и му пристапувам. И сметам дека особено на бабите и мајките тоа им легнува, како да ви објаснам, како кицна десетка за тоа што нели кој не догледува. Да. Па им е многу лесно да зготват ручек и да слушаат синхронизација и да не забораваме дека секаде во Европа еве да не одиме подалеку. Све е синхронизирано. И реклами, и цртани, и филмови, и се. Дури има толку одвратни синхронизации во Полска, например, каде што еден маж го чита тоа што вие го синхронизирате, тој го чита и ги чита сите улоги, и машки и женски. Да, тоа е според мене, тоа е опасно, сум слушнала таква синхронизација, тоа е опасно, тоа е несериозно, ти таму нема. Пробам сега да говорам од аспект на публика, да јас го слушам и го гледам тоа, не можеш таму да влезеш во тоа, не можеш да слушаш, не те интересира. Јас како Маја не би го гледала тоа, да бидам искрен. Јас веднаш би сменила канал, затоа што гледам дека тоа не е сериозно. Дека тоа е на прва рака, дадено му е на некој да ги прочита сите машки ликови или сите женски и чао, пријатно. Тоа не ми се допаѓа. Дали во исто време работиш на повеќе серии или само една во моментот? Не, на една. Една тие се во принцип, знаеш и самиот, многу долги и стварно бараат да одвоиш време и не можеме на две да постигнеме. На една синхронизираме и тоа е сосем окей. Да. Имаш изброено колку имаш синхронизирано? Не, во овие 15 години некој ќе ме прашаат, некој ми се случува ме прашаат во серијата со наслов тој појма немам која. Да јас го знам мојот лик, затоа што се случува оригиналните наслови кои ќе ни ги пратат од турските серии, да после тоа заради веројатно говорот македонскиот јазик, звучноста им се преправат блиску на насловите, меѓутоа се модифицираат насловите на сериите и јас многу често поима немам како се викаат сериите на турски или па на македонски како ја превеле. Се случува така. Го добиваш текстот кој што треба да го прочиташ? Да, го добивам текстот. Ако не ти се допаѓа, ако најдеш грешка, можеш да смениш? Интервенираш? Да. Па не може да не ти се допаѓа, се тоа го прават преведувачи, може да направиш инверзија на реченицата, значи можеш да додадеш, да членуваш и така натаму каде што мислиш дека пример ние немаме постојано користење на ли, видели, значи директен говор кај нас почесто се користи, се таму можеш да интервенираш за да звучи сериозно и директно говорот. Такви интервенции се дозволени, меѓутоа ние не интервенираме драстично. Да, затоа што сепак преведувачите си ја знаат својата работа. Да. Околу тоа до синхронизирањето можам да кажам дека
кога се појави, имаше голем отпор кај некои од вашите колеги. Оние што синхронизираа беа оцрнети со црна дамка, види тие, место да глумат, тие се занимаваат со глупости. За сега во веќе после години на синхронизирање, сето тоа да легне и да барат сите можност да синхронизираат. Па се прават напори, некој од дома синхронизира, си прави мини студио, некој оди во ТВ куќите да синхронизира. Да. Какво е твоето искуство околу тоа? Оно што можам да го кажам е дека прво да ти кажам дека не ги слушам, не ги читам и не ги гледам тие коментари кои се негативно настроени кон синхронизацијата. Искрена да бидам. Да не заборавиме. Ние се бавиме со јавна професија. Што се подразбира јавна професија освен актерството? И во синхронизацијата е актерство, така? И во водителството е актерство, така? Освен ако не се... И во радиото, и во подкаст е актерство, и во реклама е актерство. Значи, сето тоа е во опис на нашата работа. Не знам зошто некој би имал отпор или не знам зошто некој би имал потреба да коментира негативно заради некој што... Значи, ние се бавиме на крајот сепак со нашата професија. Јас не отидов да оперирам отворено срце, така? Јас се бавам со оно што ми е мене професија. И јас секогаш ќе го штитам и ќе застанам во одбрана на нашите колеги. Мојот обрамбен механизам е дека не слушам. Влегувам одговорно, ја работам својата работа што ја сакам, ја работам на најдобар можен начин што знам и тоа е се. Негативните коментари ми значат од оние кои ми се блиски, кои ќе ги прашам, кои имаат потреба да ми кажат. Такви се малку. На крајот од денот да измериме гледаност, колку луѓе гледаат турска серија. Аплаузот на сцена, публиката која ќе го даде, тоа е најрелевантен коментар. Повеќе од тоа е непотребно. Сето тоа се, другите се проблесоци, потреба од внимание, лошо настроени коментари за да ни расклимаат самодовербата, ама меѓутоа јас не сум од тие кои така лесно им се расклимува самодовербата. Баш напротив, тоа ме мотивира уште повеќе и уште подобро да работам. Да. Кога ги кажа рекламите, значи го користиш твојот глас и во реклами, а и исто и излегуваш на реклами. Апсолутно, и аудио и видео, зависи, да, се разбира. Се разбира, имам синхронизирано и реклами. Видео реклама одамна немам снимено, може ќе ти излажам, имам снимено. Имаш снимено нешто. Имам така, снимено, да, аудио реклами исто така синхронизирам. Се позајмувам, мојот глас го позајмувам. Значи во джинглови, во синхронизација на цртани филмови. Цртаните филмови се голем предизвик да ги синхронизираш затоа што таму имаш простор за креирање. Да, синхронизациите на цртани филмови се едни од најголемиот предизвик за актер. Да. Синхронизирање на цртани филмови почна уште од многу одамна, кога уште старата гарда на актери синхронизира. Потоа Снежка Конеска Руси, тука морам да ја кажам дека таа беше она главна. Таа синхронизираше не само за македонскиот етер, туку и за српскиот пазар и се отворија и вратите на многу актери да синхронизираат и надвор од Македонија. Каква е состојбата сега? Колку се синхронизираат цртани? Дали се прикажуваат толку многу цртани во Македонија или тоа им останува на србите да уживаат во цртани филмови? Не. Во последно време има една иницијатива каде што не сум сигурна дали смеам да кажам која продукција, меѓутоа се бави со синхронизирање на цртани долгометражни цртани филмови и филмови за деца кои потоа се проектираат во Cineplex и таму има простор за синхронизација, дури до толку повеќе што таму и морам да се пофалам дека голем дел од децата од драмското студио, од нашето драмско студио Прва проба синхронизираат и ги има своите дебија како синхронизатори, кој помала, кој поголема улога, па се сменија после главна улога и бевме на една премиера во Cineplex и одлично звучи. Морам да кажам, да, морам да ги пофалам, да, одлично звучи. Го спомнавте, значи детско драмско студио имаш, кое што го водиш, од кога е, како е, колку има, јас сум гледал тука во Театар Комедија кога имавте и проба и представа, но што се случува и како оди работата околу тоа студио? Драмското студио, веројатно сум го кажала некаде, ама морам пак да го повторам затоа што мене ми прави такво едно убаво чувство. Го отворивме во короната кога беше на најако, на најсилно. Во жижата. Пола ни вика, вие сте луди, Пола ни вика, браво за храброста. Со Зоки го отворив. Зоран одбравме да бидеме храбри и го отворивме драмското студио. Еве веќе 4-та година го имаме драмското студио, детското драмско студио за актерска игра Прва проба. Имаме 3 групи кои се најголемата ни се тинејџери, средни години имаме од 10 па до 12-13 и имаме ново дојдени, запишани од оваа година во септември.
Тие се мешана група, каде што подоцна, кога ќе ја поминат првата година, ќе ги регрутираме во понатамошни групи. Да. И драмското студио, прва проба е еден, како да кажам, еден издувен вентил. Тоа е нешто во кое се гледам, не се гледам краткорочно. Се гледам долготрајно. Низ годините поминати со децата, многу сакам да работам со деца. Очигледно ми оди. Работата со деца ми прави потврда на тоа дека знам, дека можам да влијам, да ги научам нешто. Сум достигнала до ниво во кое што сум научила некакви работи и можам да го пренесам моето знаење. И кога ќе видам дека децата од драмското студио, знаете како цвет пупка кога расцветува, кога ќе го видам тоа кај децата од моето драмско студио, нема поголемо задоволство за мене. Јас сум најсреќната на целиот свет. Кои се тие деца кои што членуваат на колеги деца или од ќерките, од децата ваши пријатели? Ние објавуваме на почеток на учебната година, објавуваме не аудиција, него објавуваме упис. И објавуваме кога ќе бидат уписите и доаѓаат деца. Секој прв час е пробен, секој дете кога ќе дојде на првиот час е пробен. Меѓутоа, не го оставаме да гледа, туку инсистираме активно да учествува во часот. И тука ги фаќаме. Мислам дека тука ќе се магепсуваат децата. Им станува интересно и не можам да ти кажам кои деца се сите деца, се кој сака да доаѓа во драмско студио и да научи вештини, кој нема да ги научи на улица, дома, на училиште, на курс по фудбал, на курс по балет, не знам така натаму, а се потребни како животни вештини, доаѓа кај нас во драмското студио, инаку да, меѓу другото и моите две ќерки го посетуваат нашето драмско студио на нивна иницијатива, морам да кажам, не на моја и на Зоки. Еден ден дојде и ми рекоа: може да се запишеме кај тебе во драмско студио? И јас им реков, се разбира дека може и добро ќе го хендлаат. Многу сум среќна за тоа што се двете многу различни и одлично им оди. Ке сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. Има пред некој време јавен час и супер се справија, не само моите две ќерки, туку целата таа група. Одлични се. Колку години има ќеркиве? Едната е 9, едната е 10 наполни. Сирма е 9 помалата, Галена е 10 години. Да. Уште немаш проблеми? Па немам. Уште сега сме во една убава фаза во која ми се другарки послушни се и ми се другарки. Ајде, најбоже да потрае тоа така. Знам дека се си носи времето, ако само јас да имам сила и енергија да се справувам со тоа, мислам дека ќе можам да ги менаџирам.
Да. Мислиш дека ќе сакаат да бидат глумици? Кај Сирма го гледам тоа е помалата. Сирма е едно исклучително интересно девојче. Специфична е многу и го гледам тоа и она јавно кажува дека многу и се допаѓа кога, например, игра по патронати во училиште. Исто има синхронизирано, снимана реклама и некако вере да фаќа тој момент. Таа јавно зборува дека сака да биде актерка, а другата Галена поголемата се занимава со класичен балет и мислам дека таму некаде се гледа. Таа веќе од 3,5 години игра класичен балет, сега има 10 и во моментот учи во Луи, Илија Николовски Луи е многу среќна и задоволна таму. А ова актерството и доаѓа како плюс. Што ги посетува часовите кај мене. Една работа ќе ти кажам, кога почнавме да се снимаме беше лето. Да. Имаше сонце. Сега е ноември. Беше топло. Сега е ноември, се соблековме. Со тек на време нешто се стемнува, па ги изоде на очарите, па ќе почне да врни, не знам што се случува. Да. Времето ни се минува овие денови, баш не сум среќна, јас сум летно дете и многу сакам топло време и воопшто не ми пречат високи температури. Сакам да сме по кратки ракави и по папучи надвор. Да. И ова баш ми прави така на расположение. Сонцето многу ми влијае на расположението. Не само мене, сигурно на сите, ама посебно го сакам сонцето и топло време. Тогаш можеш се да правиш, имаш волја за се, кога е вакво мрачно баш и не. Најголемата популарност не ја стекнуваш со представите во театарот, во Велес или во комедија, туку со ТВ серијата Бистра вода, каде што кој одеше на Алфа телевизија, минатата година или предминатата, не знам како беше. Минатата, ако не се лажам. Ако не се лажам, минатата. Да. Не ме држи за збор, мислам дека минатата. Нешто брзо беше. Да. Во секој случај таа беше толку добра серија направена, со толку добри улоги направени, каде што ти беше откритие на таа серија. Да, ти благодарам за убавите зборови. Јас, ова што го велиш ти, најголемата популарност ја застигнуваш, јас немам такво чувство, немам такво чувство, глупости, нема врска, се случува луѓе да ме запрати, да ми зборуваат и да се воодушевуваат и така натаму. Ма јас тоа го доживувам многу природно, воопшто не као... Јас знам тоа по себе кажувам, затоа што ме прашуваат кој е оваа глумица. Значи, сам да ти кажам, се што си направила до тогаш, не те знаат и најнаш се појавуваш на телевизија и правиш преубава улога. Тука сум му многу благодарна на Јани Бојаджи. Јани Бојаджи еден ден ми се јави, ме викна на кастинг за сосема друга улога. Мислам дека нешто... Се снимавме на телефон, праќавме снимки од телефон, пошто нешто не можевме да одиме, не ме држи за збор, не се сеќам како беше. И јас се снимив, пратив видео со некој монолог. И ми рекоа, добро, дали се согласуваш за некоја улога друга? Викам, да, се разбира дека се согласувам, плюс што немам снимано. Разликата е во тоа што мене ова ми е прво вакво телевизиско искуство и ангажман. Многу би сакала да можам да снимам барем еднаш годишно. Феноменално. Јас не сум искусна актерка пред камерите. Ама мислам дека добро го се снајдов пред камерите и ми беше зборот дека Јани ми рече дека си одбрана за оваа улога, велам благодарам, после па немаше 2 сати, ми се прејавија, Јани и асистентот и ми рекоа, а ти да дојдеш да прочиташ, да кажеш еден друг монолог, да видиме нешто. Јас поима немав за што се работи, се разбираме, прочитано мојот дел. И отидов, и бев на кастинг, и тие ми се јави и ме праша дали си се нафаќаш да играш оваа улога, и за мене нема, како да ви кажам, јас бев многу среќна што Јани ме виде кај мене нешто што никој не го видел до сега и тој за самиот крај велеше ти си моето откритие и многу сум му благодарна за тоа, затоа што вистина Јани Бојаджи е единствениот кој видел такво нешто во мене. Мислам дека супер искуство ми беше, јас многу убаво си поминав на снимање и мислам дека добро успеав да го донесам ликот на Лина во Бистра вода. Одлично го донесе ликот, затоа што ти кажав дека и јас исто бев изненаден, Зоки беше изненаден, Маште, значи сите бевме изненадени како тоа изгледа и колку тоа добро делува на телевизија. Да. Многу ми е криво што нема продолжение на таа серија, знам дека ќе се снима нешто ново или се снима веќе. Веќе се снима, ако не се лажам, да. Не си дел од тоа? Не сум, да. Тука бев во тој период кога ми се јавија бев тука во процес на работа и немаше физичко време немаше да ја стигнам и тука и на снимање немаше варијанта.
Така. Да. Значи, денот тебе каков ти е, Маја? Од сабајле до вечер ти си активна, немаш пауза, што правиш ти? Па јас Сабота, недела паузираш или не? Да, сабота недела сме, ако не сме некаде, гледаме да бегаме за викендите, гледаме да ги користиме фамилиарно, семејно. Да ручаме, да излеземе на викенд, да одиме на викендица во Габрово, во нашата куќичка, ги користиме да бидеме заедно, затоа што преку недела не само нас, живееме во такво време во кој животот е многу брз и бубање од врти. И се случува да верувам и дека ако одам пешки, ако во денот немам кола и е фино времето се разбира, затоа што разнесуваме деца по курсеви, одиме ние на проби и така натаму, ми се случува на телефонот да имам 20.000, 22.000 чекори. Тоа не е малку, а ако сме во кола ни се случува и по 80, по 100 км поминеме во денот затоа што треба да отиме да донесеме, да разнесеме. Јас го сакам овој динамичен живот, мене ми одговара на карактерот и на мојата емоционална состојба. Јас го сакам овој живот. Мене воопшто не ми пречи да сум активна цел ден. Сакам да работам, сакам да сум активна. Викендот ми е за одмор со семејството и го користам максимално. Сакам да сум присутен родител во животот на моите деца и гледам да го искористам тоа колку што е можно повеќе, затоа што сметам дека секоја фаза од животот на децата, од растењето на децата е само еднаш и нема повторување на тоа. И ние мораме како родители да оставиме некаков трак, насока, да дадеме точни насоки како би требало да се развиваат понатаму, да оставиме белек на нивното воспитување, да ги воспитаме како што треба. И се трудам многу околу родителството, ценам дека треба да сум присутна и сакам да сум присутна и максимално посветена и на тоа. Да. Значи, дождот почна како најава дека нешто многу баво ќе ти се случува Дај следниот период. Ќе имаш многу Дај награди, Боже, многу улоги. Дај Боже. И така се гледа уште појако. Ова е беритет, нели велат дождот е беритет, па така да ништо не е случајно. Ништо не е случајно, да. Да. Мајче, кажи ми, дали се спомнавме од оние активности што ги работиш? Па јас мислам, Александар, да, она што е во моментот да сумираме најважно е дека работам, сега во моментов не работиме ништо во театар комедија, играме представен репертоар, дека сум јас од пред една година дел од ансамблот на театар комедија и дека се занимавам со детското драмско студио Прва проба, каде што морам да ја споменам и да се заблагодарам, таа една прекрасна личност ми е асистент и исто ментор со мене Ана Јовановска, мојата колешка млада Ана Јовановска. На моменти се велам без неј за ништо физички. И многу сум и благодарна затоа што е полна со љубов и полна е со спокој. Толку е млада, а е полна со љубов кон многу баво се справува со децата и тоа ме прави многу среќна. Да. Сега да кажеме уште дека Зоран Љутков, твојот сопруг, активно се занимава и со политика. Да. И може би ова интервју го правиме последно, да не си ти господја министерка, може би следното ќе го правиме како господја министерка? Те мола. Јас Убаво би било. сум и да си секогаш господја ќе бидам актерката Маја Љутков. Да, толку. И ќе ти ја дадат улогата на господја министерка, треба да ја одиграш. Да, може некош ќе ми се случи да ја одиграм улогата на господја министерка, да. Да, може па и нешто поинтересно ќе излезе од господја министерка, како текст. Сигурно. Да. Но во секој случај тоа е многу добар текст и ти посакувам некои Ти убави текстови да се случуваат во блиска иднина. Ти благодарам исто што ми беше дел од Мајкша Сена. Уживам кога разговарам со тебе, не само вака, службено и приватно, се слушаме многу често, знаеме што ни се случува фамилиарно, приватно. Се поддржуваме, те поддржувам и ти посакувам се најубаво да се случи во животот и само светлини и сонце, а не вакви... Абе, види, ова рековме дека е бериќе, така да не го кудиме дождот. После дождот ќе дојде сонцето. После дождот доаѓа сонце секогаш, меѓутоа во мене е секогаш сонце. Би ова не ми значи ништо. Фала ти, Маја. Фала ти тебе.